Поздрав до любителите на бодибилдингот и фитнесот и до гледачите на телевизија Стар. Еве него емисијата Алекс Фит, како што знаете дека ова е емисија за здрав начин на живење и како да се доведе до подобро обликувано тело. I believe in the wonder. I believe there's new life to gain. Like a god that I'm under. Days of drugs running through my veins. I believe in the wonder. I believe I can touch the flame. There's a spell that I'm under. Got to fly, I don't feel no shame. The world is mine. The world is mine. The world is mine. The world is mine. Take a look what you started. In the world flashing from your eyes, and you know that you got it. From the thunder you feel inside, I believe in the feeling. All the pain that you left to die. Believe in believing in the life that you give to try. The world is mine. The world is mine. Во денешната емисија ќе вршам демонстрации на вежби за професионален бодибилдинг. Ќе можете да видите како се вежбаат грбите мускули, колку серии се прават, колку повторувања и со колкува тежина работам јас. Првата вежба што ќе ја демонстрирам за зајакнување и покачување на мускулна маса на грбните мускули, кој што ќе можете вие да ја видите, се нарекува подигање на вратило зад врат или пред врат. Оваа вежба ја користам како за загревање. Зависи дали ќе се подигате зад врат или пред врат, зависи како сте расположени. Значи можеме да правиме само една варијанта. Можеме да правиме само подигање пред врат. Значи тоа служи како за загревање. Вежбата се прави во 3 серии со повторување некаде максимални. Значи располагаме само со сопствена телесна тежина. Не користиме додатно оптеретување.
Следната вежба што ќе можете да ја видите за зајакнување и покачување на мускулна маса на грбните мускули се нарекува влечење лат машина зад брат. Вежбата која што реков служи за зајакнување и покачување на мускулна маса на грбните мускули. Се изведува на лат машина. Вежбата е изведувам во 4 серии со повторување од 7 до 10, значи во серија. Третата вежба, исто така за денеска се нарекува влечење лат машина пред брат. Вежбата е слична на претходната, исти број на серии, исти број на повторување. Четвртата вежба за денеска што ќе ја демонстрирам за зајакнување на грбните мускули и покачување на мускулна маса се нарекува влечење лат машина, тесен запад. Вежбата служи за ниво зајакнување на латисимус дорсите, значи дава добар облик. Вежбата се изведува во 4 серии со повторување од 7 до 10.
Следната вежба за денеска што служи за покачување на мускулна маса и за јакнување на грбните мускули се нарекува влечење на лат машина на долен котор. Справа како што можете да видите на вашите екрани. Вежбата се изведува во 4 серии со повторувања од 7 до 10, значи во серија. Вежбата служи за покачување на грбите на маса на грбните мускули, поточно делова на нивните латисимус дорси. Наредната вежба се нарекува веслање во преклон со дворачен тек. Вежбата се изведува во 4 серии со повторувања исто така од 7 до 10. Вежбата служи за зајакнување и покачување на мускулна маса на грбните мускули, најмногу делува на латисимус дорсите кои им дава нивна ширина, исто така делува на трапезот. Се изведува во 4 серии со повторувања од 7 до 10, значи во серија. Следната вежба, што ќе ја демонстрирам за покачување на мускулна маса на грбните мускули, се нарекува веслање со еднорачен тек. Вежбата е слична на претходната, се изведува во исти број на серии, исти број на повторувања. Служи за добивање на масивни грбни латисимус дорси. Вежбата се изведува во 3 серии со повторувања од 7 до 10.
Како последна вежба, денеска што ќе демонстрирам за зајакнување на грбните мускули се нарекува хиперекстензии. Вежбата како служи за зајакнување на грбните мускули, така служи за зајакнување на појасот околу пределот на половината. Вежбата се изведува во 3 серии со повторувања од 10 до 15, значи во серија. И во оваа емисија сакам да напоменам дека овие вежби кои што можевте да ги видите исклучиво се наменети за професионалци. Се работи со екстремно големи килажи кои се служат за покачување на мускулната маса. За почетници не се препорачуваат. Тие треба да работат со исклучиво под надзор на тренер. Исто така ќе кажам дека сите овие вежби и кои што ги прават напредни вежбачи, али кои што немаат никакво техничко искуство, дека треба сепак да ги прават под надзор на тренер. Тоа беше се, почитувани гледачи, во денешната емисија. Видовте како се вежбаат грбните мускули на професионален начин. До наредната емисија, вежбете, бидете фит, се гледаме. Чао!